Ангажманот на армијата во справување со пандемијата се прилагодува согласно мерките да се спречи ширењето на вирусот. Веќе има најави за олеснување на дел од рестрикциите. Ке значи ли тоа промена и во вклученоста на армијата? Дозволете ми да почнам со тоа што ќе кажам дека армијата постои за да во вакви ситуации на криза од различна природа имате капацитет на кој можете да се потпрете. И се види дека ако инвестирате во добра армија, ако инвестирате во обучени и дисциплинирани луѓе, дека ќе имате резултат тогаш кога ќе ви затреба на нив да се потпрете. Обезбедивме полицијата голем дел од своите припадници да си ги активира и мобилизира во градовите, во справување со епидемијата и тоа ослободи навистина поголем капацитет за МВР. Вториот чекор беше ангажирање на припадници на армијата во чување на витални објекти. И ова се тие ретки ситуации кога пред влада, пред собрание ќе видите припадник на армијата, а не припадник на полицијата. Но голем акцент беше и на затворите, токму поради безбедносни причини, и при обезбедување на карантинските точки. И со се во ова и дадовме шанса на полицијата многу повеќе да се фокусира на јавен ред и мир. Она што беше по-специфично е што армијата, мислам дека излезе во пресрет на многу барања на општините, например за дезинфекција. И до израз дојдоа капацитетите за антибиолошко и хемиска акција, кои што армијата ги има, ги обезбедувала како дел од нашите напори да се зачлениме во НАТО, и сега тие капацитети ги активиравме во Дебар, во Кичево, во Куманово, во Прилеп, во повеќе општини. Со намалувањето на рестрикциите, мислам дека функциите нема да се менуваат, но ќе се менуваат можеби приоритетите. Владата донесе одлука после анализи, после споредба на други искуства, да ги намалуваме рестрикциите на движење, така наречените цврсти мерки, рестриктивни мерки, да ги олабавуваме, но да ги заоструваме меките мерки. Тие значат почитување на оние основни правила. 2 метри дистанца, негрупирање, носење на заштитна опрема за устата и за носот. Значи, ако до сега имавме мобилни екипи за полициски час, полиција армија, сега можете да имате одредени патроли со кои што се стимулираат граѓаните да ги почитуваат мерките, повторно помеѓу полицијата и армијата. Не очекувам во овој прв круг на релаксација промена на функциите на армијата. Би можела ли пандемијата да ја промени улогата на армијата во иднина во однос на искористеност на армиските капацитети? Ова е интересна тема која веќе се дискутираше и на НАТО состанокот на министрите за одбрана. НАТО многу сериозно во изминатиот период ја развиваше онаа цивилна компонента на катастрофи, природни непогоди, каде што армиите стекнуваа нови знаења како да се справуваат во такви ситуации. Заклучокот на речиси сите министри за одбрана беше дека од сега НАТО уште повеќе ќе стави акцент на овие прашања. Значи, ако до сега сме анализирале почесто сценарија за земјотреси, за поплави, за тој тип мигрантски кризи, сега веќе прашањето на пандемија, на епидемија, дефинитивно ќе биде многу почесто вежбано сценарио. Државата доби помош за справување со кризата преку механизмите на НАТО и на Европската унија од 13 држави, меѓу кои САД. Има ли најави за нова помош и колку пријателствата се покажаа важни во оваа криза? Ние многу брзо го активиравме НАТО инструментот, со кој што побаравме некои работи кои не се произведуваат кај нас, кои ги нема на пазарот. И досега добивме поддршка од Соединетите Американски држави, од Турција, Романија, Словенија, Чешка, Унгарија, Велика Британија, Бугарија, во рамки преку НАТО инструментот. Мислам дека особено некои од овие помошти беа многу важни, бидејќи брзо ни беа ставени на располагање. Например, Соединетите Американски држави преку првата финансиска инекција, преку USAID и UNICEF, помогнаа да се донесе заштитна опрема. Тоа го направија и Чешка, и Унгарија, и Словенија. Холандија обезбеди целосно нова лабораторија
со која што ги зголемивме капацитетите за тестирање. Еден од важните инструменти во битка против пандемијата и се разбира дека ова, паралелно со почетокот на преговори со Европската Унија, ни отвори врата за многу поголема и многу посуштинска помош. НАТО најави помош и во справување со хибридните закани преку евентуално формирање тим кој ќе помогне да се подготват медиумите да ги одвраќаат ваквите кампањи. Колку државата е подготвена да се справи со лажните вести внатре и од надвор кои особено се зголемија за време на пандемијата? Како што пандемијата е проблем за целиот свет и сме обединети за жал во маката, така и лажните вести за жал се предизвик, особено за овој модерен свет. Но морам да кажам дека битката против лажните вести не е битка која некој друг треба да ја добие во наше име. Мислам дека треба да ќе бараме помош, мислам дека сите имаме солидарност едни меѓу други, но таа пред се зависи од домашните капацитети. И покрај огромниот број на лажни вести, со кои луѓето се плашеа, со кои еден дел од луѓето се релаксираат, дека нема пандемија, дека нема опасност, дека некој го создал проблемот, ние се справувавме не со казни, туку се справувавме со постојано и конзистентно зборување на вистина, транспарентност со податоците и отвореност кон јавноста. Некогаш луѓето велат како министерот за здравство имаше трпение да одговара на толку многу прашања. Тоа е цената која моравме да ја платиме во битката со лажни вести. Коронавирусот очигледно го промени животот во целина, се одрази врз еден од најважните моменти за државата и граѓаните влезот во НАТО алијансата. Колку всушност членството во НАТО се одрази врз борбата на државата против COVID-19 и кои се можеби обврските на државата сега кон сојузниците? Бидејќи сме членка на НАТО, можевме многу побрзо, многу полесно и многу повеќе инструменти да ги искористиме во овој период. Ние ги имаме се уште нашите војници во дел од НАТО мисиите, например мисијата во Авганистан. Се уште имаме представници во ЕУ мисијата во Босна и мисијата на Обединети нации во Либан. Така покажуваме дека не сме земја која седи и чека само некој да ја помогне, туку и дека ние придонесуваме во вакви тешки околности. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас и бидете дома и бидете здрави.